Дали знаете дека познатиот македонски етномузиколог и мелиограф, таткото на пејачот Зафир и дедото на познатиот меѓународен џез музичар Васил Хаџиманов, кој го носи неговото име, всушност по вокација бил магистер по фармација. Освен како фармацевт, Хаџиманов бил попознат како музиколог, етнолог, фолклорист и мелограф. Васил е еден од идејните водачи на културното живење на градот Кавадарци во периодот меѓу двете светски војни. Завршил фармација и работел како аптекарски помошник во аптеката на Бошко Марковиќ. Подоцна бил учесник во Народно-ослободителната војна, во партизанскиот одред Јане Сандански. Со својата тиквешка фолклорна група на Сојузен надпревар во Белград освоил прво место во 1938 година. По војната, Васил Хаџиманов работел како музички уредник во Радио Скопје. Еден од најголемите собирачи на македонски народни песни и за време на својот живот собрал повеќе од 6000 изворни народни песни, 500 тажалки, 700 албански народни песни. Хаџиманов почина во Скопје на 16 декември 1969 година. Во 2013 година во Кавадарци е отворена музејска поставка која ја сочинуваат 100 фотографии на кои е прикажан животниот пат на Васил Хаџиманов, како најзначајна личност во културниот живот на Кавадарци меѓу двете светски војни. Во спомен собата е изложена и донација по предмети како и дел од личната архива на Васил Хаџиманов. Синот Зафир Хаџиманов тогаш подарил неколку етномузички инструменти на кои неговиот татко творел, меѓу кои донирал и пијано. Дали знаете дека уште пред половина век македонската имотна диаспора наоѓала начини да донира во Македонија за да ги поттикне младите во нивното образување, надградување и постигнување успеси во областа на науката. Атанас Близнаков, кој бил роден 1901 година, а починал 1998, во 1976 година, заедно со сопругата решил да се врати и пресели во Скопје, а следната година ја основал фондацијата Атанас Близнаков во рамките на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Во фондацијата тој донирал дел од својот стекнат капитал, во почетен износ од $800,000, средства наменети за стипендирање на талентирани студенти. Со помош на оваа фондација, голем број студенти дипломирале и се вклучиле во образовниот процес на универзитетот, како асистенти, доценти и вонредни и редовни професори. Неговиот чекор бил инспирација за други македонски донатори, како што се иселениците Петар Стаматов од Соединетите Американски држави и Константин Стојанов од Франција. За ова негово животно дело, Атанас Близнаков од тогашното председателство на Социјалистичка Федеративна Република Југославија е одликуван со орден за заслуги за народ со сребрена звезда, а го добил и највисокото републичко признание на Република Македонија, наградата 11 октомври. Атанас Близнаков е првиот добитник и на медалот Свети Климент Охридски, како и на други многубројни плакети. Неговото име зазема почесно прво место на спомен плочата на донатори кои дале значаен придонес во создавањето и развојот на творечкиот подем на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје.